civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Сите бевме сведоци дека со години објавувавме слики на дискриминирачка содржина во учебници. А денеска водиме дебата за тоа каква форма на учебници треба да имаме, при тоа секако зборувајќи за едно законско решение кое што експлицитно превенира внес на ваков тип на содржина во образование воопшто, во сите наставни материјали, сите учебници и целата дидактика. Она кое што е значено дека досега само проектно се дискутирало за овие прашања. Имаме различни типови на проекти, некои од нив дури и како грантови шеми позиционирани во закон, но сепак се само за некои училишта, каде што се зборува за мултикултура, каде што се зборува за интеркултура, каде што се зборува за недискриминација. Но во новата концепција за основно образование, за прв пат, еден од основните столбови е интеркултурализам. Кога ме прашуваат како може во концепт за образование на почетокот да има родова рамноправност, интеркултура и инклузивност, дали тоа е некој граѓански концепт, велам, ние сме граѓанска држава. Да, концептот е граѓански, граѓанско образование, образование кое што целосно е усогласено со уставот на државата мора да постои. Затоа што вие не може да носите закони, да ратификувате конвенции за недискриминација, почитување на различностите, инклузивност и така натаму, а при тоа во образовниот систем да имате така убави закоравени содржини кои што се не само што дискриминираат, туку и навредуваат и од друга страна директно создаваат атмосфера за непочитување, нееднаквост помеѓу едни и други групи на ученици и при тоа тие научуваат дека треба да живеат во некои паралелни светови, наместо во школа да ги научиме да живеат едни со други и да придонесуваат за развој на оваа држава. Така да концептот нов за основно образование токме во оваа насока, да создаде услови за учење, но при тоа и да ги научи на основните граѓански вредности кои што се уставно загарантирани. И целата оваа реформа и сите овие дебати кои што се случуваат во јавноста не смееме да ги гледаме само од аспект на политика или од аспект на закон. Ова се вредностни поместувања кои што се во интерес на почитување на сите групи и затоа битката е толку силна, но затоа па сме и толку обединети, толку цврсти во идејата дека нов систем на образование кој што ги почитува сите и ги вклучува сите мора да има. Предвидената рамка за имплементација на новата концепција, каде што целосно нови содржини и програми се воведуваат, е 5 до 6 години, вовед од 1 до 9 одделение. Одиме етапно, оваа учебна година 21-22, следнава која што доаѓа, одиме во 1 и 4 одделение и така сукцесивно секоја година додаваме по одделенија дополнителни, за да може да во период од 5 години и достигнеме целосна трансформација. При тоа значи и осовременување на наставниот кадар и дополнителни обуки, но исто така и нови материјали и опремување на училиштата, за да целата оваа концепција биде пропратена и со подобра атмосфера за учење и стандарди за учење во училиштата. Тоа и досега го покажавме, но тоа повеќе се сведува на политичка волја да нешто се промени, затоа што веќе два учебника кои што имаат навредлива содржина, едниот во однос на жените, другиот во однос на една етничка група, албанците, во нашата држава ние ги повлековме. И тоа е покажување на волја нешто да се смени, но системското решение е во законот за учебници, каде што за прв пат се поставува и филтер за проверка на тоа што е напишано внатре, низ очила на недискриминација, човекови права и интеркултура, и мислам дека тоа е она решение кое што ни е потребно, ама веднаш по поминувањето на тој закон сите наредни содржини веќе нема да може да има таква содржина или ќе има дополнителен преглед низ очила на недискриминација, а се што ќе се забележи, ние и сега покажуваме дека ги повлекуваме тие учебници, дека се прават дидактички прирачници, се спуштаат во училиштата и се учи по нив, при тоа за да тие учебници може да не бидат веќе во употреба, иако е значено многу да се работи на обука на наставниот кадар, кој што некогаш и да го тргнете учебникот, тој сепак продолжува со употреба не на самиот учебник, затоа што е тоа забрането, но сепак истите тези се обидува да ги протне низ своите предавања. Така да мислам дека имаме еден долг период на рехабилитација и модернизација на нашето образование, а со тоа и на создавање на ненасилно интеркултурно општество. Навистина многу би сакале да имаме конструктивна опозиција, но гледате дека нашата опозиција е прилично прво нефокусирана на значајни државнички прашања. Од друга страна е во една негаторска фаза, веројатно
ќе морат во некое време да излезат, затоа што едно е да вие викате само не, друго да имате конструктивен диалог. Првенствено, јас мора да истакам дека и во мојот кабинет имам од различни политички партии, заради тоа што сметам дека тие се луѓето и тие сме луѓето што живееме во оваа држава и едноставно во еден момент мора да работиме заедно ако сакаме сето ова да пркне напред. Но тоа што вознемирува е тоа што еве го гледам и бленди, користат формулации кои што се кованици на луѓе кои што исто се во негаторска фаза. За да можете оваа реформа да ја споредите со Кембридж, треба ништо да не знаете за тоа што се случувало во времето на Кембридж. А и да не сте живееле, веројатно, под режим. Затоа што имаше време, кој што сите убаво го памтиме, тоа не беа 10 години, некои сака да кажуваат 10-12, не, тоа беа 6 до 7 години, немање дебата за ништо и носење на закони во 12 по полнот на 31 декември, за да ниту некој знае, ниту некој чуе, ниту негде се пренесе. Дебата за образование не памтам во последните 15 години, претходно сум била веројатно премногу млада и за да памтам, но нема дебата за тоа какво образование ни треба. Кембридж се воведе насила, не само што се воведе, тој немаше врска со реформа, затоа што кога реформирате образование не може да ги фатите само природни науки, жално, но не можете. Едноставно мора да го имате целиот пакет. И ова е прва реформа што се случува. Јас сум многу среќна што дебатираме. Дали ќе имаме национален консензус, зависи од сите страни. Нашата страна е конструктивна и голем дел од забелешките од конструктивната јавност се прифатија. Првичната концепција која прочитате со последната концепција ги содржи сите оние потребни работи на целата конструктивна јавност кои што беа сугерирани. Зашто? За да може да имаме подолг век, но и да се покаже ширина, дека ова не е нешто што го смислиле петорица, напротив, преширока беше консултацијата и за се дебатираше за неиза, така да е многу значајно кога оценуваме процес или оценуваме политика, да не користиме кованица на злите јазици и оние кои што никогаш не знаеле да дискутираат и дебатираат и за ништо не дискутирали и дебатираат, денеска да објаснуваат што значи широка дебата. Втората работа што е значена е сите ченители се вклучени во сите процеси, но тоа не значи дека треба сите да се согласат во конечната верзија и нема ниту една држава во која што се прифаќаат сите до последен коментар. Во најголем дел се земаат во предвид и се интегрираат, но има работи кои што остануваат надвор од таа политика затоа што се сметаат можеби за несправедливи, но несоодветни, но важно е да се случува дебата. И процесот, и самата реформа, и документите се еднакви на нивото на развиените земји. Така да сметам дека одиме со правчето. Колку ќе биде одржливоста, зависи од сите нас. Нема вечна политика, нема вечен закон, ништо не е исклесано никаде. Но треба да се потрудиме да фатиме чекор и да кажеме ако нештото е добро останува, ако нештото е лошо се трга. Затоа што и од претходниот образовен систем не извлековме се и рековме ништо не чини. И самите ние кога ја презентираме реформата велиме имаше добри работи и во Кембридж и тие се земени во програмите, имаше добри работи и од претходно и тие се ставени, но има и современи работи кои што се виделе низ проекти дека се добри, па се ставени во реформата. Така да сето тоа што се зборува за потребни пилотирање и така натаму, сето тоа беше завршено до моментот на креирање на оваа концепција. И истражување, и пилотирање, и сите искуства се земени, ставени натре и сега движиме напред. Јас велам дека конструктивна опозиција е најважно да се има, но оваа опозиција не покажува волја за конструктивност затоа што и самите следевте. Немаше предлог од нивна страна, нема предлог ни за како треба да изгледаат учебниците, нема предлог ни какво законско решение за наставниците треба да има. Нема предлог за ништо, но смета дека ова не треба да постои. Зошто? Ние не знаеме, веројатно сакаат власт, но немаат идеја што би правеле со собствената власт. Само последно дека ваков тип на дебати треба да се случуваат и дека треба сите да научиме да конструктивно коментираме политики кои што директно не засекаат нас, малку да подлегнуваме на невистини или воопшто да не подлегнуваме на невистини и да секогаш се обидеме да нашето знаење го препоштиме во коментар, а не нашата политичка партија да се чита од вселена во моментот кога коментираме нешто, затоа што едноставно само стручна дебата и конструктивна дебата може да не донесе кон подобро општество. Се останато е само политиканство. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.